Добрите на подкаст од Зборувај македонски. Јас сум Марија и сакам да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа епизода ќе зборувам за еден поинаков начин на учење на македонскиот јазик. Како некој кој зборува 6 јазика, сум пробала многу начини и методи како побрзо да научам некој јазик. Особено кога имам испит за тој јазик или треба да научам да го зборувам и пишувам до одреден датум. Или кога имам интервју или разговор за работа за тој јазик, но не се чувствувам дека сум подготвена 100%. Тогаш, скоро секогаш сум се враќала на почетничките лекции од моите наставници за учење и совршување на јазикот. Но забележав дека немам баш и некакви видливи резултати. Почнав да се прашувам што е она што го пропуштам. И зошто тие совети повеќе немаат резултати во животот, зошто не ми помагаат да научам подобро да го зборувам јазикот кој ми е потребен. Ќе ти кажам една ситуација од мојот живот и искрено се надевам дека ќе ти користи за твоето учење и совршување на македонскиот јазик. Кога се преселив во Србија, бев во потрага за работа. Оно што го имав завршено како мое формално образование, не успеав да најдем работа, некако немаше многу огласи за такво работно место. И навистина можам да кажам дека бев очајна. Но во тоа барање на огласи најдов на некои огласи кои бараат работници и луѓе кои треба да зборуваат италијански, француски или шпански јазик, односно да бидат дел, да кажам, од она корисничка поддршка, кориснички центар и така натаму. Се пријавував за тие работни места и ме побара од една фирма за работно место кое се бара добро познавање на италијански јазик на едно ниво B2. Кога дознав кога ми е интервјуто и го знаев точното време, сакав да се подготвам да можам убаво да го зборувам јазикот. Убаво да зборувам на интервјуто, подготвував некои прашања кои можеби ќе ме прашаат, некои одговори. И тогаш тоа го подготвував така што почнав да го работам тоа што ми велеа наставниците по странски јазици, дека треба да се работи кога сакаш да усовршиш некој јазик. Ќе прочитав некој текст на италијански, ќе слушнав некоја песна, потоа ги барав моите стари тетрадки да прочитам некои текстови кои имам пишувано, едноставно да се потсетам на некои зборови. Тогаш вклучив и Рај Уно, да слушам малку и мислев дека знам да зборувам убаво на италијански. Си мислев колку тоа може да биде тешко. Но на интервјуто ми се случи една тотална блокада. И тие зборови, тие реченици кои ги знаев, веќе не ги знаев. Не бев во состојба да одговорам на прашањата кои ми ги поставуваа. Едноставно се блокирав. Во моментот знаев дека веќе нема да имам позитивен исход од целата таа ситуација. Но она што ме повеќе, да кажам, ме изнервира е утре дента кога станав и си реков, помина она што помина. Факт е дека не го знам италијанскиот јазик на онаа ниво кој што го знаев порано. Но сакам да го подобрам и да го зборувам како што го зборував во средно училиште, кога активно го учев и кога бев во состојба слободно и да водам разговори со луѓе кои зборуваат италијански. Истражував многу и барав начини како да го подобрам мојот италијански, а тоа да не биде едно суопарно повторување на зборови кои не служат никому и воопшто не ми помагаат подобро да го зборувам. Случајно најдов на еден канал на YouTube
Италијано автоматико се вика. Оној кој го води овој канал се вика Алберто и тогаш после слушање на неколку епизоди и видеа кои има поставено, дознав за еден поинаков начин на учење, односно изучување на јазик. На вистина, ако сакаш да го усовршиш италијанскиот јазик или го учиш, мене овој канал многу ми е помогнато и да почнам да размислувам на италијански и да зборувам и многу побрзо успеав да го воведам тој начин на зборување. Но да се вратам на темата. Кај Алберто слушнав за автоматско учење на јазикот. Тој се залага за ваквиот начин на учење. И може би се прашуваш какво е тоа учење сега, автоматско учење на јазикот. Ваквото учење на јазикот го споменува американскиот лингвиста Стивен Крашен, кој е еминентен професор во пензија на Универзитетот во Јужна Калифорнија во Соединетите Американски држави. Неговата работа се базира на тоа како се изучува јазик кој не ти е мајчин и што да правиш во таа ситуација за да можеш да зборуваш и да го користиш јазикот како изворните говорници. Не како некој папагал кој ги повторува само зборови, туку на вистина едно функционално користење на јазикот и можност на способност на зборување во дадена ситуација. Тој големо внимание посветува на слушањето или англиски input метод. И ова се практикува така што јазикот на еден автоматски, односно природен начин ни влегува во мозокот. Исто така објаснува кои се бенефициите при изучување на јазикот доколку се практикува тоа слушањето. И дека ваквиот начин на учење на странски јазик ќе даде поголеми резултати отколку учењето на јазик на еден традиционален начин на приватни часови каде професорот, наставникот ќе повторува зборови кои ние ги повторуваме и така натаму. И јас го имам истото искуство при учење на повеќе странски јазици. Кога дознав за него и за неговиот начин на учење, бев многу љубопитна. Со денови и ноќи истражував и она што направи пресврт беше моментот кога почнав да ги применувам советите и кога видов резултати. Кога видов дека навистина тоа работи, тој начин на учење на јазикот. Се сеќавам како да беше вчера, кога со неговите совети го активирав напредувањето на мојот италијански и видов резултати за 2 месеци. Бев во состојба да зборувам со самодоверба, да составувам реченици, да пишувам текстови. Навистина бев запрепастена од резултатите. Тогаш интензивно почнав да го обновувам мојот француски и шпански, бидејќи тоа ми беа јазиците каде што имав она чувство дека ги знам помалку и дека не знам да ги зборувам со самодоверба, дека не можам да водам еден разговор и со течно зборување онака лесно да зборувам. И сега денес ми се случува кога некој јазик не го слушам некое време, да почнам да го заборавам. Тоа е сосема нормална реакција на мозокот, кога не е активен едноставно, не е активен на тој јазик и полека тоа знаење не да кажем испарува, но се намалува. Кога некои работи сме ги научиле, но не ги повторуваме некое време, ти едноставно полека исчезнуваат така. Тој функционира на тој начин. Мозокот. Новите информации се складираат, а старите, ако не се повторуваат, едноставно избледуваат и ги забораваме. Мене ваквиот начин на учење на јазици многу ми има помогнато и истите теории и методи, малку изменети, ги применувам и на моите ученици и студенти при изучување и усовршување на македонскиот јазик. Мојата мисија е да го скратам патот, твојот пат да го скратам при изучување и усовршување на македонскиот јазик. Ако го учиш јазикот и сакаш да го усовршиш, ќе ти кажам дека навистина не мораш да одиш на приватни часови 10 години и да ги повторуваш истите вежби, задачи кои нема да ти дадат резултати. Овој метод
Најмногу се базира на приемот на јазикот, и не знам како тоа буквално да го преведам на македонски, на англиски се вели to acquire the language или input method. Методот зборува за тоа дека најефикасно ќе го научиме јазикот ако го слушаме. На ваквиот начин децата го учат својот мајчин јазик. Тие со 2 години кога ќе почнат да зборуваат, да изговараат некои зборови на својот мајчин јазик, тие не ги знаат и не ги учат граматичките правила, ниту како се пишува некој збор, туку едноставно почнуваат да зборуваат. Децата околу 6-7 години воопшто не се среќаваат со пишување на до 6-7 години воопшто не се среќаваат со пишување на гласови, букви и зборови, а знаат совршено да го употребуваат својот и да го зборуваат својот мајчин јазик. Тоа е благодарејќи на овој метод, односно слушањето на јазикот. Крашено ще вели дека кога ќе почнеме на овој начин да го учиме јазикот, многу побрзо ќе проговориме на тој јазик. А тоа е главната цел зашто учиме еден јазик, да можеме функционално да го користиме и да зборуваме на тој јазик. Можам да кажам дека оваа теорија на мене навистина ми има дадено резултати, а особено ако слушам содржини на јазикот и на теми кои сакам да го научам и теми кои ме интересираат. Ми се има случајно и да заборавам колку време поминувам слушајки некои епизоди, видеа и така натаму. Затоа и велам и потенцирам колку е важно слушањето на јазикот за негово вистинско знаење и функционално користење. А доколку пак сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, знаеш дека треба да кликнеш на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и да ја закажеш твојата прва консултација. Се радвам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.